Добар ден. Како председател на Општинскиот фудбалски сојуз Велес и подпредседател на Фудбалска федерација на Македонија, сакам да се заблагодарам на добрата соработка со Фудбалска федерација на Македонија, што секогаш испаѓа во пресред да обезбеди средства за вакви капитални објекти, за добрата соработка со Општина Велес и со градоначалникот што ни овозможни поддршка да можеме да ги искористиме правилно средствата и намински и да направиме тука на овој терен денес кај што се наоѓаме една комплетна реконструкција на теренов. Захватите ќе почнат така што ќе се изводи комплетно целата подлога, ќе се направат нова дренажен систем, ќе се постави нова подлога кај што и ќе се дигне пуст теренот едно 30 до 40 сантима за да избегнеме поплавувањата. Целиот терен ќе биде направен само од песок по сите европски стандарди за да може да се играат секако вид надпревари. Ќе се посее најсовремена трева, ќе се направи автоматски систем за наводнување, ќе се постават нови трибини кои што ќе бидат реконструирани со столчиња и покриени. И во текст сме за која втора фаза се надевам дека општината еве бара веќе да се изнедат решенија да поставиме дали ќе биде тоа урбана отпрева сооблекувална која ќе ги задоволува стандардите да овде на овој терен може да се изиграат прволигашки надпревари. Така да мислам дека љубителите на спортот во Велес ќе бидат презадоволни и ќе може на мира да дојдат да ги следат фудбалските надпревари на Борецот, кој се надевам дека и понатаму ќе предложи да се надпреварува во првата лига. Почитувани медиуми, драги пријатели, драги велешани, почитуван градоначалник, особено ми е чест со денес за добри работи се појавуваме во Велес. Мило ми е што Фудбалска федерација секогаш ветеното кога го дава, го исполнува. Сакам да се заблагодарам искрено пред сите велешани, пред цел град, пред фудбалскиот клуб Борец за поддршката што имавме од градоначалникот на општина Велес околу цела документација која што ја ваѓавме за реконструкција на овој стадион, за детаљите кои што ќе се извршат во овој стадион. Кажа подпредседателот, воено го поздравувам, му честитам и денеска и имати роден ден, така да пред велешани сакам да му честитам и роден ден. Мило ми е, кажувам, за тоа што Фудбалска федерација, ние како екипа, како управен одбор, донесуваме одлуки кои што стварно можеме да ги исполнуваме. Велес и Борец пред се го заслужуваат. Кој ќе биде изведувачот и кој е рокот на изведба? Фирмата која ќе изведува, верувајте ми дека се не сум не ја памтам фирмата, ја немам документација во мене, меѓутоа тоа ќе ви доставиме ако веќе ве интересира. Инвестицијава ќе биде прилично околу 400.000 евра за реконструкција, се тоа што го кажа подпредседателот. Значи, овој стадион, верувајте ми дека ќе добие сосема нов лик. За колку време изведбата? За година дена. Добро, почитувани представници на средствата за јавно информирање, добар ден уште еднаш, ви благодарам за вашето присуство. Ми представува особена чест да го поздравам присуството на денешниот настан на господинот Сидини, председател на Фудбалската федерација на Македонија, и на господинот Тракиџиев, председател на Општинскиот фудбалски сојуз и воедно подпредседател на Фудбалската федерација на Македонија. Овде сме собрани по еден многу убав повод да го најавиме реконструирањето на помошното фудбалско игралиште кој се наоѓа во градскиот парк. Користам прилика во име на Советот на општина Велес, во име на спортистите, особено фудбалерките и фудбалерите од Велес, на младите генерации, да се заблагодарам за прекрасната соработка со Општинскиот фудбалски сојуз, со неговиот председател господинот Тракиџиев, особено да се заблагодарам на поддршката на Фудбалската федерација на Македонија и лично на председателот Сидини за поддршката на нашиот проект да влезе во буџетот на Фудбалската федерација за финансирање за реконструкција со средства, колку што знам, од една програма на УЕФА. Ова е значајна работа за нас, затоа што Велес е познат како фудбалски град. Се надевам дека во значителна мера ќе ги подобриме условите за
тренирање, почнувајќи од најмладите генерации па до одигрување на врвни надпревари. Се надевам дека на овој терен ќе ни гостува и фудбалската репрезентација на некои подготовки, заради што сме ние и обврзани во договорот да го отстапуваме стадионот тогаш кога ќе има потреба за тоа фудбалската федерација на Македонија. Се надевам дека од овој тревнат терен ќе произлезат млади таленти кои ќе играат и во Борец и во другите клубови, во фудбалската репрезентација и дека ќе станат интернационалци. Се надевам дека брзо ќе започнат работите, дека се ќе се одвива во најдобар ред. Да не го повторувам господинот Ракиджиев, он ги кажа главните работи, значи ќе се реконструира постоечката трибина, таму ќе биде покриена трибина со колку беше 1125 седишта, од другата страна ќе се премести постоечката реконструирана трибина, ќе има висока ограда за да не оди топката во реката Вардар, теренот ќе биде направен по сите современи европски стандарди, ќе има автоматско полевање. Верувам дека ќе биде прекрасно капче за фудбалерките и фудбалерите од Верс. Значи тоа дека се префрлаат надпреварите на прволигашките, да речеме, надпревари на овој терен, што е со градскиот стадион, само што беше реконструиран таму, исто и таму беа вложени пари од Агенцијата за млади спорт. Па не знам, тоа ќе одлучуваат раководството на клубовите, дали повеќе ќе одговара играње на вештачка трева на големиот градски фудбалски стадион или тука, но во секој случај од контактите што ги имавме претходно се надеваме дека во наредниот период општината ќе добие можност од средства од фудбалската федерација, односно од УЕФА, да го дореконструира и главниот градски фудбалски стадион. Сепак е тој централен фудбалски стадион во Велес, а не ова помошно игралиште. Јас имам прашање за председателот Седини. Председателе, вчера медиумите објави изјава од фирмата Јако, со која имате договор за спортска опрема, дека практично вие како ФФВ сте ги побарале бордо боја дресовите за европското првенство. Прво да ве поправам на прашањето што му го поставивте на градоначалникот на општина Велес. Постоечкиот стадион на ФК Борец и тревнатата површина од вештачка трева не е изградена од Агенцијата за млади спорт. Не, реконструирано беше. Него тоа го имат изградено Фудбалска федерација на Македонија. Што ако ви интересират околу дресовите, ние таа грешка, јас јавно кажав, ја признавме, дека е грешка наша на Фудбалска федерација, одговорност ќе превземат техничките служби внатре, така да мислам дека таа работа се стане. Затоа што првично тврдевте дека Јако е направил грешка. Не ви кажал дека Јако е направил грешката, ние пуштивме малце како да го објаснам, посветла боја од таа што произлезе како продукт, меѓутоа на крајот на денот треба да се признае грешката. И уште на крајот, не знам колеги дали имат прашање, ќе се сретнат ли фудбалерите со државниот врв? Протоколите на УЕФА се многу јасни. Ако ве интересира околу протоколите на УЕФА, поверите во Фудбалска федерација, слободно земете ги, прочитајте ги, Па добро, кажете и на јавноста, дека нема јавноста можност да влезе во Фудбалска федерација. Јас го почитувам секој еден што ја поддржува Фудбалска федерација. Го почитувам премиерот, го почитувам претседателот на државата, ги почитувам сите фанови на Фудбалската федерација. Меѓутоа, протоколите на УЕФА се многу јасни. Према тоа ние се поддржуваме само кон протоколите на УЕФА и ништо повеќе. Значи ќе нема. Јас мислам дека многу јасни се. Има протоколите. Не одговоривте, ќе има или ќе нема? Има протоколите на УЕФА. Ама пак не ми одговоривте, ќе има или што велат протоколите, дека не смеат да се? Не смеат да се. Дека тоа кажете, да. Јас тоа го кажувам, треба да не сад. Ракиджиев, прашање имам. Рековте дека следната година ќе се реконструира стадионот. Кај ќе се играат надпреварите од општинска фудбалска лига? Па најверојатно ќе изнајдеме начин да се играат или на помошните терени во Башино село, во Превалец, дел и тука на градски стадион. Пред 3 години, јуни месец 2018 беше најавено дека ќе се реконструира овој стадион со дренажа, со вода. Тоа не се случи. Беше не појавило дека ќе се отпочне проектот. Проектот е целокупна документација да се совери. Зошто се доцнеше 3 години е прашањето? Не е доцнето, значи толку треба, може имало технички проблеми, дел со општината, дел со УЕФА, дел со други работи, да се стокмат сите потребни документации како што треба. Отпочнувањето ќе се случи во наредните 5-6 дена, значи. Сега веќе се официјализирани сите документи, подпишан е договорот со општина Велес, подпишан е со направи тендер, подпишан е договор со фирма што ќе се изведува и ќе се отпочне за најбрз може рок, за едно
у наредните 5-6 дена се Не знаете почне. вие фирмата, вие председателот не знаеш. Мислам дека Делешка или Скопска? Велешка. Бидејќи рековте и посочивте, многу е близко до самата река и речното корито. Проектот обезбедува гаранции дека нема да дојде до Па спрема мерењата до кај највеќе поплавила водата речното корито, зема мерка, значи, кога се правеше проектот, тоа дека од сегашната постоечка состојба 40 сантима се подкрени дека нема да дојде до поплавување на теренот. Пошто и дојде подлогата ќе биде комплетна цела дренажен процес, значи самата подлога е дренажна, нема да се дозволи да се поплави теренот. И второ нешто што ми падна како впечаток, градоначалникот рече дека актуелни ветрибини од оваа страна се селат на друга. Дел, значи ќе се префрлат од другата страна, кога што ќе даде просторот место да се постават, а тука ќе биде поставена нова трибина, на која ќе биде покриена и поставени столчиња за седење. Да очекуваме оствари има доволна расветла. Рефлектори можеби ќе се додадат плюс уште рефлектори за да се да се заменат вие не се доволни, али нема да биде за официјален надпревар, туку за тренинг за вечерни термини. Тоа е друга инвестиција и уште нешто да додам дека фирмата која што ќе го поставува тревнатата површина се обврза една година да го одржава теренот и плюс да направи бесплатна обука на дел од вработените кои што ќе се грижат и ќе одржаваат понатаму тревнатата површина, и тоа е еден сложен процес која што обука било кој да ја земе, таа би требало да ја прави во Англија или во Шпанија, би коштала неколку илјадници евра, а ова ќе биде бесплатна обука за да може да после понатаму да се одржава теренот. Го прави тревнатиот дел, прави фирма шест присуството. Во име на Велешенки и Велешени на председателот да му посакаме фудбалската репрезентација на Македонија. Не повеќе шампиони.